Се чини дека со поканата на господјата Могерини Европската Унија праќа силен сигнал дека тие веруваат доста во овој процес, а тој процес е во составувањето на новата влада, па така Зоран Заев се уште не станат премиер е поканет на таа вечера на лидерите на шефовите на влади на западно-балканските држави. Според извори од Унијата се очекува Могерини да ја реафирмира политиката на Европската Унија кон Западниот Балкан за евроатлантски интеграции на целиот регион, но и можно е да се постават контури на една подинамична политика на Унијата кон Балканот, каде би се разговарало за сите оние проблеми кои ги има регионот, како политички, така и економски. Господине Заев, во живо сме, да нема нешто ново за состав за влада? Нема, тече преговорите, пред се на работни групи, согласуваме програмските аспекти, принципите. Се разговара внатре во партиите за кадровските решенија, тоа е. Може само да ми кажете, утре Могерини некако неофицијално веќе ве промовира за премиер. За мене и за мојата земја голема чест што се уште сум мандатор. Реално известно е дека ќе ја формираме владата, ние се надеваме дека позади таа влада ќе стојат најмалку 67 пратеници заради сериозноста на сигурноста на мандатите кои што ни требаат пред се заради реформскиот процес. Одлична можност е да се видиме сите од регионот, да поразговараме за европските перспективи на нашата Република Македонија, да објасниме колку многу ќе работиме во делот на реформите за да им дадеме причини да се фокусираат кон целиот регион, па и кон нашата Македонија. Македонија чека Европската Унија, секако и полноправното членство во НАТО и верувам дека овие примарни цели на нашите граѓани ќе бидат истовремено сериозно поддржани од нашите европски партнери. Очекувате до петок да го доставите кабинетот во собрание на гласање? Правиме напори ден поскоро, јас се надевам дека крајот на оваа недела ќе финишираме со сите овие работи. Ако биде тоа и четврток, петок, сабота, овие денови некаде да завршиме, но деновите се броени, јас реков 10 дена ќе ни требат и отприлика си презедовме обврска сите што преговараме за некој не повеќе од 10 дена, дури ако може и помалку, тоа да го завршиме. Според наши информации, главен проблем во преговорите се барањата на БЕСА, нивното учество во владата и тие проблеми се движат на релација СДСМ БЕСА ДУИ.